Имавме долга дебата, широка дискусија во однос на тоа. Од решението дека нема потреба да постои ова инкриминација, злоупотреба на службена положба и овластување, како што всушност и впрочем тоа е во германското законодавство, меѓутоа тоа не значи дека не се регулира злоупотребата на службената положба и овластување. Зборувам само техника, номотехника, начин на неговата регулација. Во Германија тоа, например, како компаративно искуство, го имат направено парцијално. Во зависност од видот на злоупотребата, таму е и поместено кривичното дело. Ние имаме дело злоупотреба на службена положба и овластување и често знаеме во разговорите да го наречеме тоа дека е recycle bin кривично дело. Ако не ти падне на памет под што да го подведеш нешто, го подведуваш под една општа одредба или како што ние правниците ведиме, која што има субсидиарен карактер, како план Б, како опција Б, значи некаква злоупотреба. До нели компаративните искуства во Хрватска, Србија и на другите места каде што навистина сега се покажа тука навистина прашање кое што вреди, заслужува дискусија, затоа што концепцијски, ќе предложиме, ќе се обидам да бидам краток, злоупотребата и така и натаму остана како злоупотреба да биде составен дел од кривичниот законник,